Македонскиот јазик, вековна болка или вистина. Слабата точка на нас македонците, македонскиот јазик, кој има ранил толку многу непријателски удари и за кои ние македонците толку храбро и наетливо сме се бореле да дојде до потреба истиот. Спомен од предците, дар од Бога е мајчиниот јазик. Многумина луѓе, многумина животи, храбри македонци се бореле за просвета, за истакнување на нашиот јазик, за ослободување од духовното робство и за да се донесе слободата во Македонија. Слобода за пишување и читање на македонски, мајчин јазик. Слобода да се истакнеш како македонец со свој мајчин јазик. Да зборуваш како што пишуваш е она кој кажува од каде доаѓаш и кој е твојот мајчин јазик. Луѓето во минатото претрпеле кобни казни и неправди за денес да дојде до наша реалност и употреба. Тие борци и просветители и самиот македонски јазик заслужуваат да бидат чувани, негувани и почитувани. Оваа вековна болка за нас е слаба точка, но и исконска сила, а болката ја знае само народот. Мајчиниот јазик, извор непресушен. Ако му зборуваш на човек на јазик што го разбира, тоа му оди во срцето. Ако му зборуваш на неговиот јазик, тоа му оди во главата. Ако не знаеш како се викаш, кој ќе ти даде име? Ако не знаеш кој си, кој ќе ти го рече тоа? Ако самиот не се признаваш, кој ќе те признае? Ако не се знаеш собствената вредност, кој ќе ти ја открие? Ако немаш свест за важноста на нештата, како ќе создадеш култура? Зборувај. Осознав го и промовирај убавиот македонски збор. Дали е народен, дијалект или литература, македонски. Да го сочуваме ова наше непроцениво богатство. Читајте, пишувајте, зборувајте, творете и понатамо на македонски. Еден народ што си го загубил својот јазик, личи на еден човек што си го загубил патот. Во светот денеска се одбележува Светскиот ден на мајчиниот јазик, кој УНЕСКО го прогласи во 1999 година на 30-та сесија на Генералната конференција, а наредната година беше промовиран како Ден на мајчиниот јазик. Во светот се зборува на околу 6500 јазици, а на околу половина им се заканува исчезнување. Според статистиката, во последните 3 века драматично се намалил бројот на јазиците. Токму затоа, овој ден е повод да размислуваме и за состојбата во која се наоѓа нашиот мајчин јазик, македонскиот. Како што е познато, словените добија за прв пат писменост на својот јазик во втората половина на 9 век. Старословенскиот јазик, првиот литературен јазик на словените, со мисијата на Кирила и Методија и нивните ученици, најде своја примена и кај западните и кај јужните словени, а потоа се пренесе и кај источните словени. Меѓутоа, само едно кратко време тој имаше изгледи да се зацврсти како јазик на писменоста на сите словенски народи во средниот век. Не врне ли дожд од Бога подеднакво за сите, а сонцето не грее ли исто така за сите? Зарем не дишеме воздух сите подеднакво? Па тогаш, како не се срамите да признаете само 3 јазика, а за сите други народи сакате да бидат слепи и глухи? Климент Охридски честопати им велел на своите ученици: чувајте кога што ви го дадат. И помнете, ви го давам за да го дадете на луѓето. Мојата желба е да им дадете и повеќе. Брани го од туѓинци. На јубаво ќе го одбраните, кога нема да лакомите протуѓето. Зашто тој
што лако ви потуѓото го губи и својот. Крсте Петков Мисликов, нашиот основоположник, кодификатор на сознавањето на македонскиот јазик со своето дело за македонските работи, отпечатено во Софија 1903 година. Во својата петта статија за јазикот ќе рече: Јазикот е средство со кое ние дознаваме што чувствува и што сака нашиот собеседник. Во јазикот има одделни гласовни знакови или зборови за сите мисли, чувства и желби на еден човек. Да си го зачува некој својот народен јазик и да го брани како светиња, значи да му остане верен тој на духот на своите прадедовци и да почитува се што имаат направено тие за своите потомци. Да се откаже човек од својот народен јазик, значи да се откаже тој и од народниот дух. Верата е јазикот се душата на еден народ. За историскиот труд на Хоме Кепес. Првата објавена Обшта граматика на македонскиот литературен јазик. 1946 година. Нашиот најголем граматичар Блаже Подески ќе рече: Кога го видов пакетот со снабдуваните граматики, се возбудив. Од нив се согледуваше ликот на македонскиот јазик. Преку литературниот јазик се закрепува најздраво свеста за припадноста кон една нација. Млад сум, а душата ми е излеана од љубовта моја неостварена. Љубов за Македонија, љубов за мајчиниот јазик. Силата со која се сплотува македонскиот народ воедно е многу голема. Та и волјата да создадеме свој идентичен јазик, хајме го особено подцртана, бидејќи Тој ни е завет од дедовци, како планикот на огништето. Чувај го како црнка во очите, с јазик се никој и ништо. Јазикот ни е последната татковина.